Кувате нашиот Skype разговор, кој што на наше огромно задоволство ќе го имаме со младиот Сергеј Сапчевски. Сергеј, здраво! Здраво, здраво! Добар ден! Добар ден! Добар ден и добре дојде во студио 1. Зошто е Сергеј денеска барем со слика во студио 1? Затоа што е веројатно единствениот македонец кој што успел да се запише на еден престижен универзитет како што е Вестминстер. Така ли е, Сергеј? Така, сум запишан на Вестминстер, студирам филм. Морам само да кажам, не сум единствениот македонец, познавам и повеќе и други, некои што... За нас во моментот си единствен. Студирам филм и сум во првата година сега. Многу свежо лондончанец од пред еден месец. Да, точно еден месец. Како се снајде? Па, тешко е, сегогаш на почетокот, предпоставувам како и на секој што би заминал од својата држава сам, би му било тешко на почетокот, но со времето времето се лечи и многу лесно се снаоѓам и се снајдов овде, скоро се стабилизирам. Сергеј, имаш 18 години, за волја на вистината од она што може да се каже за тебе 10 филмови зад себе. Ајде малку повеќе околу тоа, како почна целата таа пасија со филмовите и што конкретно всушност студираш на Вестминстер? Па, мојата пасија со филмовите почна многу одамна. Дури мојот прв филм го снимив на 12 годишна возраст и аплицирав на Скопје Мобил филм фестивал со него, снимен на мобилен телефон. Немав од тогаш некоја идеја дека сакам да бидам филмажија, но тоа всушност кога го видов мојот филм на големиот екран, тоа вроди страшно чувство во мене и тоа што одлучив дека навистина тоа сакам да го правам понатаму во животот. И со тек на време се истражував се повеќе и повеќе и се пронајдов самиот себе си што точно сакам да работам во полето на филмот. Се запишав на Вестминстер, студирам точно филм, програмата се вика филм и студирам и поминуваме тука сите како да кажам полиња и улоги на целата екипа на филмот за да се стекнеме со најголемо можно знаење од секоја поле. Имаш ли омилен жанр кога сме веќе кај филмот? Омилен жанр. Најмногу ме влечат драми, што не е често на некој на моја возраст тоа да го каже. Од секогаш ми се допаѓаат драмите бидејќи се фокусирале на чисто на приказната најчесто. Зависи сепак до филмот. И при тоа има сите мои омилени филмови се драми и некако врадуваат некој чувство и некоја посебна енергија има во нив според мене. Сергеј, оно што е многу интересно е тоа дека имаш пред да го одбереш Лондон и Вестминстер, имаш конкурирано на повеќе универзитети, секаде си примен. Конкурирав на 3 универзитети во Англија, во еден универзитет во Северна Ирска и еден универзитет во Шкотска и исто на еден универзитет во Варшава. И овој поточно го одбрав пошто еден со најголема филмска историја, еден од најпознатите факултети, универзитети што најпознатите филмски програми и што многу е прифатена и призната и позната како еден од најдобрите во Англија. Затоа навистина многу сум среќен и благодарен што успеав овде да влезам на овој факултет. Така, повели Ана. Да, исто така сакав да те запрашам во однос, имаш учествувано, иако имаш само 18 години, на многу меѓународни и интернационални филмски фестивали, а имаш и освојувано награди, доста. Ајде малку повеќе околу тоа. Првата награда ја добив со мојот прв филм, памтам беше на конкурс на Средното училиште Алгоритам. И тоа беше исто така со мојот прв филм. И тоа беше огромно задоволство од моја страна и тогаш се повеќе како што снимам филмови, аплицирам на кај што се повеќе фестивали и конкурси кај што можам. Имам добивено
повеќе награди имам добиено. Прво место, тоест не, второ место во Англија, не во Англија, извинете, во Белград. Четврто место, најдрага до сега ми е четврто место во Майнц, во Германија, што сепак ми е најдрага награда, што најдалеку сум излегол со мојот филм Ботл. Тоа се навидум baby steps, ама очигледно имаш намера да грабиш малку повеќе. Јас имам едно конкретно прашање, ова ги прашуваме сите. Што ти недостасува најмногу? Па, пошто сепак сум тазе дојден тука, да кажам, веројатно како и на секој највеќе ми недостасува пријателите, дружењето во Скопје, енергијата на Скопје, но морам пак повторно да кажам дека како што повеќе време поминувам тука, се повеќе се стабилизирам и наоѓам и друштво и искрено сами станува втор дом. Одлично, не сакаме да обично вака да им посакуваме, нели да најдат таму работа и така натаму, сакаме сите нели да се вратат во Скопје. И сега кажи ми само каде си физички буквално, во твојата соба? Во мојата студентска соба. Одлично. Сергеј, ти благодариме за ова кусо разговорче. Сите твои успеси ќе ги следиме, ќе информираме и секоја наредна прилика и поста на Скопје ќе гледаме да се дружиме повторно со теб. Да, поздрав и само напред. Благодарам. Фала ви многу, поздрав. Поздрав голем. Ние одиме со мала пауза и повторно гостување во нашето студио. Останете со нас.